Дури 11 нови случаи на ХИВ-СИДА се регистрирани во земјава само во текот на јули, покажуваат податоците од месечниот извештај на Институтот за јавно здравје. Од новозаболените случаи 9 се мажи, а 2 се жени, на возраст од 20 до 49 години. Оваа бројка покажува дека во Македонија има значителен пораст на инфицирани со оваа смртоносна болест, и тоа за само еден месец. Ако се зема в предвид дека во 2025 година за цели 11 месеци биле регистрирани се на се 38 случаи. Во претходната 2024 година биле евидентирани 51 случаи, мнозинството на инфицирани луѓе живеат во Скопје. Бројката за месец јули годинава е голема и ако се спореди со кумулативниот вкупен број на заразени, од кога се води евиденцијата. Имено од 1987 до 2026 година се регистрирани вкупно 765 случаи. Согласно постечката евиденција на пријавени случаи, кумулативниот број на лица регистрирани со ХИВ-СИДА во Македонија за периодот 1987-2026 изнесува 765. Евидентирани се вкупно 141 починато лице, 508 лица живеат со ХИВ-СИДА, а 116 лица се водат како изгубени за следење. Сепак, во последните години се забележува раст на бројот. Дури 1/3 од сите регистрирани случаи се евидентирани во последните 5 години. Според Институтот за јавно здравје, Македонија и понатаму е земја со ниска распространетост на ХИВ. Покрај ХИВ и СИДА во јули биле регистрирани и други сексуално и крвно преносливи болести, 7 случаи на сифилис, 4 на вирусен хепатитис Б и по 1 случај на гонореа, кламидија и вирусен хепатитис С. Од Институтот за јавно здравје посочуваат дека со воведувањето на антиретровирусната терапија преживувањето на лицата со ХИВ е значително подобрено. Здравствените власти континуирано апелираат за навремено тестирање и започнување со терапија.